се наоѓаме во прекрасниот амбиент на овој преубав локал, можам да кажам, наречен Ликнидос. Значи, по самото име се знае дека сме во Охрид. Дали си за прв пат тука? Не, долго време настапуваме во Ликнидос, веќе имаме редовно поеднаш месечна агенда, сме овде со бендот, така да јас сум во Охрид исто така многу често бидејќи сопругата ми тука и се чувствувам како дом. Иван, кажи ми, на што се должи твојата линија? Уште кога те видов ти кажав дека многу убаво изгледаш. Ти благодарам на комплиментот. Тој многу девојка ми беше речено да ти го поставам како прашање. Тоа се должи на редовна добра исхрана, не толку редовно вежбање, многу свирки, тоа ми ја одржува линијата. Што вежбаш најчесто, колку време посветуваш на теретана? Најчесто посветувам час до час и половина, но вежбам од мои 16 години, за тоа е заслужен мојот кумашен и пријател Игор. Со него сум долги години пријател и заедно вежбаме од деца. Кажи ми, сакам да те прашам, со Либеро си долго време веќе заедно свирите, да забави на свадби, на телевизии, кај ќе ве повика, таму сте вие, значи да направите добра забава. Дали се сеќаваш на моментот кога се случила најубавата забава да ја направите, сосема било непланирано? Со оглед на тоа што имаме премногу настапи и изминатата и пред таа година бевме дури рекордери мислам дека во држава како македонски артисти со настапи. Не можам да одвам бидејќи стварно се премногу. Лани имавме 242 или 243 настапи, не сум сигурен, но оваа година мислам дека ќе одиме и преку таа бројка, затоа само ќе ти излажам ако одвам еден настапа и не е фер према публиката и према локалите за да кажам каде било, да кажам најдобар настап или слично. Дали имаш сознание дека можеби некоја заправо изгледа некоја ваша песна? Па има многу интересни и чудни случаи. Имаат тетовирано иницијали, мој подпис, автограм имаат, има на еден настап имавме можност да видиме дека не има како постер целиот бенд на Долен Веш и слично, така ето тоа се некои интересни моменти кои што ни се случиле необични. Спомне Долен Веш, колку често си по Долен Веш дома, се заплакаш ли? Онака лезецки, никој не те гледа? Да, кога сум дома сум многу често по Долен Веш, нормално, како и секој. Дома опуштени сме, мислам може да си правиме што сакам. Нормално. Одлично. Кажи ми, Иван, ме интересира од твојата музичка кариера, која песна би ја извел онака како можеби не автобиографска, еве да речеме ја пееш од душа, онака и секогаш ти предизвикува некоја емоција. Знаеме дека сите песни не може да предизвикаат емоција, мислам тоа е нормално. Меѓутоа мора една да постои две, еве да речеме, кои што баш онака те трогнуваат и секогаш поново ја пееш со истата страст. Па види, со оглед на тоа што многу често нели се вртат и едни исти песни, моментално не може да те повлече некоја песна емотивно да испееш. Најчесто нас артистите не изненадуваат песни кои што нередовно се изведуваат и многу често тоа се случува на приватни прослави, каде што да речеме артистот таа песна не ја пее многу често, ќе ја отпее еднаш само тај вечер и тогаш, ама да извам буквално една песна не можам ради тоа што ние на обичен настап пееме преку 70-80 хита, а не па на свадбена прослава каде што има уште повеќе и подолг репертоар, така да навистина ова би бил себичен ако извам некоја песна, дека ме погодува во срце бидејќи премногу песни, премногу работа, знаеш, малце сме презаситени и моментално не можам да одбавам. Да, ама дали трае оној адреналин се уште, нели во денешно време нели се трка по време да се заврши настапот како што може најдобро, нели, меѓутоа сепак треба да има некој адреналин за да излезеш на сцена да распукаш. Види, адреналинот, ако го немав јас и ако го немаше мојот бенд, немаше да функционираме 14 години како што функционираме. Ние сме професионалци и си го одработуваме секој момент професионално, така да затоа ти кажувам, не е до моментот, него е до изненадувањето кое публиката ќе него приреди и ќе ја, да речеме, нарача или ќе ја побара некоја песна што одамна ја немаме изведено или пак за прв пат ја изведуваме. Затоа ти кажам, тоа се моменти каде што би можеле да ме понесат мене, а да одвојам песна која што моментално мене ме погодува е многу тешко, затоа ти викам многу фактори влијаат врз тоа. Иван, дали Киркичката ние ги пее твоите песни?
Ги пее, да, секако најдобар хит што го изведува. Се шалам, не пееме се уште текстови, уште сме со на, со мама, со тато, баба, дедо и слично. Ама во мелодија да, и пратиме ритам и се трудиме и мислам дека ќе биде музички активна со оглед на талентот и од мама и од тато, мислам дека ќе биде музички активна. Да. Како би се дефинирал како татко? Знам дека е многу тешко тоа сам себе си да си го кажеш. Меѓутоа веројатно си створил некаква слика, сепак година, помина една година од роден денот на малата, така да би можел некаква дефиниција да грижлив, ти ќе кажеш. Како татко можам да кажам дека сум посветен, колку што можам, максимално. Ќе дојде подоцна и мојата сопруга на забавата, прашете подобро неа, но мислам дека сум доволно посветен со оглед на времето што го имам и се трудам максимално времето што сум со ќерка ми да се посветам колку можам да не ја размазам, напротив да ја искарам кога прави нешто кога што не треба, бидејќи знаеш кога не си дома и излагаш ти цело време добриот, а мајката излага лошата, и пробувам тука некако да балансирам и јас понекогаш да ја искарам. На тој начин се трудам, ја бањам, и дам за јадење, пресоблекувам, ја носам во градинка, ја взимам како ние да кажам како машки посилен пол, тоа е максимумот што можеме да го направиме, да помогнеме нормално нешто околу кујната што треба да се зачисти, да се готви. Сакаш да кажеш дека готвиш? Па не, баш да готвење не ме бива, ама знам да соберам и да избришам од кога ќе сготви жена. Ја спомнам сопругата. Ивана. Ивана ќе дојде на свирка. Дали Ивана е љубоморна? Не, Ивана воопшто не е љубоморна, напротив ме поддржува во сето она што го правам, да беше љубоморна немаше да сум каде што сум. Поддршката од не само мене и на сите што се девојки сега жени во бендот, веќе со дечиња сме сите скоро, да не беа они немаше ни ние да сме кај што сме, пак ќе кажам ради тоа што многу значи поддршката од дома, највеќе од саканиот и партнерот, нели нормално. Дали си ти љубоморен? Јас не сум љубоморен, јас сум љубоморен на нешто што не можам јас да го остварам и се борам да го остварам. Тоа ми е единствената љубомора во животот, сам на себе. Кога нешто ќе зацртам некоја цела, не можам да остварам и љубоморен сум ако некој друг пред мене го направи тоа, но и некогаш тоа ми е поттик за да имам поголема желба за да стигнам. Сакаш да ме кажеш дека позитивна љубомора владее? Да, позитивна љубомора, нормално. Не сум љубоморен, поготово не на некој друг. Знам дека е дегутантно да зборуваме колку заработуваат музичарите, нема ни да ми кажеш, претпоставувам. Меѓутоа, дали солидно се заработува кај нас, конкретно во вашиот случај? Во нашиот случај се заработува и многу повеќе од доволно. Ние сме презадоволни со токашниот пазар. Македонија е одлично место за музичар да заработува. Ние сме едни од музичарите кои заработуваме и живееме од музика. Не сме како одредени артисти што повеќе работат како инфлуенсери, него се бават со музика, него заработуваме буквално од музика. Ова го кажувам бидејќи кај нас се повеќе секој пробува да работи нешто плюс, а тоа е да биде инфлуенсер, да постира и да рекламира нешто друго. Ама според мене тоа не е правиот пат за музичар. Ја разбирам дека нели шоу бизнисот и социјалните мрежи допринесуваат за подобар маркетинг и се друго, но мислам дека пред се ако сме музичари треба да заработуваме од музика, нели? Така да стоам позади тоа дека секој што планира професионално да се бави со музика и оди по еден терк каде што е концентриран само на она што го работи, на македонска музика, на забава од балкански тип како што ние што ги правиме, овдека има пазар и добро се заработува. Значи сакаш да ми кажеш дека ако добро се менеджираат работите, може се добро да се постигне и да се наплати? Токму така, бидејќи многу артисти, да кажам пејачи што се пријавени на многу шоуа, што поминале и победници и втори места, трети места, каде што подоцна не се снашле, иако се одлични пејачи, ама не се снашле во, да кажам, во тој океан каде што има малце по спремни ајкули. Кој е успехот на Либеро Бенд? Открија тајната. Успехот на Либеро Бенд е пријателство, слога и многу голем влог заеднички. Значи преголем заеднички влог, измешани енергии, различни карактери, но вклопени во едно и тоа едно многу добро функционира.
Јас сум новинар и не можам да избегнам од прашањето што ги го поставуваат повеќето од новинарите, меѓутоа јас ќе го преформулирам во друга насока. Се знае дека твојата поранешна девојка беше Антонија, тоа веќе на сите ни е добро познато. Заврши како што заврши вашата љубовна приказна. Антонија на некој начин го понесе товарот, како да го наречам сето тоа, меѓутоа па од друга страна се шушкаше дека можеби и ти си направил некое изневерување. Дали е вистина тоа или само се шушка и чаршијата сака да наштети некому? Чаршијата може да сака да наштети на било кој, тоа е мислам дека завршена тема многу одамна, веќе сме остварени сите со фамилии. Чаршијата секогаш шушка и секогаш има позади некој нешто за каже за некого, така да тоа ми се одамна завршени приказни и мислам дека нема потреба да коментираме за тоа. Нека си огледа секој својот пат. Ќе видиме кој до каде ќе стигне, живи и здрави. Што последно си го прашал ChatGPT? Не разговарам со ChatGPT освен нешто за автомобилот ако имам проблем или нешто. Дали ти помага? Околу некој технички проблем околу опремата, иначе не разговарам со ChatGPT, фала му на Господ. Тоа е, претпоставам дека колку што е добро, толку и штетно, зависи кога го користи. Не, па види, ние сме луѓе што ипак сме музичари, уметници, немаме потреба од комуникација со робот. Доволно ни е музиката, доволно ни е друштвото, енергијата меѓу луѓето каде што настапуваме, така да фала му на Господ, мислам дека е доволно да разговараме меѓу себе и да најдеме некое решение за било кој проблем. Сега ќе те прашаме на прашање, малце ќе звучи како за избор на мис на светот, ама па интересно прашање да го поставиме, да чуе публиката. Како се гледаш себе си за 10 години? Иднината не може да ја предвидиме, но може би до некаде имаме некои свои размислувања, идеи за понатак. За 10 години од сега здравие се гледам со второ или трето дете, здравие ако даде Господ. Се гледам со бендот на уште повисоко ниво од ова каде што сме. Се гледам со многу повеќе опрема од таа што имаме сега, со многу попрофесионална прва класа. Се гледам на една голема сцена каде што веќе имаме одржано неколку концерти со бендот и со авторска музика и на авторски план. Бидејќи мислам дека ние сме доказ дека нешто што се вложува од млад и се негува, мислам дека може да предонесе до една голема пред се љубов и кариера во нашата држава. Дали сте помислиле, претпоставам дека сте помислиле да ги пуштите пипците малце надвор од нашава земја? Сме пробале, да, но добивме голема кочница, добивме, како да кажам, помара многу пари за промоција и тука се повлековме, иако на некои артисти во Македонија тоа многу добро им оди и секој им чест, но ние сега остануваме во Македонија, бевме во Австралија, имаме некои позиви од Америка, Германија и слично, но остануваме тука бидејќи тука сме најдобри во тоа што го работиме и многу добро не ценат и фала им на сите што соработуваат со нас и не бараат за секакви, како да кажам, прослави или забави. Како реагираа нашите во Австралија на вашите песни? Перфектно, дури изненадени бидејќи бевме прв пат, бевме заедно со Слаткар. Се беше совршено и сите прошетки, луѓето што беа таму, менаџерскиот тим, им се заблагодаруваме за прекрасната, како да кажам, организација. Презадоволни и здраве ќе одиме пак до година, се гледаме. Што правиш кога е веќе не правиш музика, значи едноставно си слободен, сакаш да се затвориш во 4 зида, зашто размислуваш? Имаш ли некои подлабоки мисли, приспитувања на себе си, на квалитетот на песните, на животот воопшто? Најчесто размислувам за понатамошниот развиток на моето дете, на моето семејство, на влогот во тоа што го правам со семејството, околу тие работи. Кариерата ни е предобро трасирана во оваа држава, имаме многу планови кои не ни се остварени, во тоа сум најсигурен, бидејќи со бендот носиме секогаш, да кажам, 90% добри одлуки, така ќе биде и за наредната година, така да мислам дека се е по планот и таквите мои размислувања не донесуваат до добри одлуки, не само моите и на другите синови во бендот, така да мислам дека на сите моментов пред се ние и семејството, но паралелно со тоа и кариерата, бидејќи семејството ни помага
за кариерата да ни е на подобар. Квалитетот е неспорен во секоја работа, квантитетот носи само загуба, некогаш може би на краткорочно нели може да се направи нешто повеќе, меѓутоа не е, сепак не е така, се испоставило дека не е така. Кое е мотото кое те води низ животот? Имаш ли такво мото? Еве јас имам неколку да речем, и ме водат стварно во животот. Кое е твоето? Немам мото, многу мота ми имаат разочарано, бидејќи со многу луѓе кои што сум бил близок и што сум мислел дека може да се соработува или слично, на крај ми го свртеле грбот и ми забоделе нож, така да мото е да го љубиш Бог, да ти возврати тој со љубов и да се ги сакаш близните. Доволно е тоа да го имаш и се што треба да ти дојде позитивно во главата, само ќе ти дојде. Јас ги ти посакам да си здрав и жив и да имате уште многу успеси со Libero Band, а на твоите најмили им посакувам многу здравје и среќа, исто како и тебе. Ти благодарам. И јас ви благодарам за ова прекрасно интервју. Хайп ТВ, се гледаме повторно во следна убава прилика. Чао, чао.